Јас сум Јована Андреевски, односно денес ќе бидам Мирабела Звездомагиевска од книгата Мирабела има лош ден на писателката Хариет Мункастер. Мирабела е многу палава, но сепак среќно девојче. Таа повеќе ја сака незината вештарска страна отколку самовилска. Пробувајќи со магија да го разубави денот на некој, таа го прави спротивното. Тотално го прави целосен хаос. Вештарките не се многу разликуваат од луѓето. И тие може да имаат многу лош ден. Тој се деси на Мирабела. Претходниот ден, како Мирабела надвор си игра со нејзината метла, мајка ја повикува за вечера. И Мирабела веднаш ја фрла нејзината метла на земја и се стрчува да јаде, да ужива во самовилската храна. Мајка ја потсетува дека мора метлата да седи внатре, бидејќи тие мразат дождлив ден. Мирабела не била многу загрижена и рекла дека после вечера ќе ја крене. Се разбира, после вечера заборавила на метлата и веднаш се стрчала кај нејзина соба да ја чита нејзината нова книга што мајка ја купила. Како ја чита и текнува идеја она да ја направи напивката што таму ја има напишано. И како ја прави напивката, сонот ја победи. Веднаш заспала на креветот, но креветот беше хаос, полн со напивки и чудни течности. Наредниот ден Мирабела се разбуди со нешто чудно на нејзината коса. Како се гледа на огледало, гледај дека има некоја многу липлива и чудна виолетова течност на нејзината коса. Ведејќи знае дека мајка им мрази кога косата не е ишуредна, Мирабела ја стави нејзината вештарска капа на глава, преправајќи се дека нема ништо под неа. Како се симнува, Мирабела реши да се избања за мајка и да не примети. И како се бања, многу каснела и го пропушти до ручекот. Кога се симнува, немала ништо за јадење, само вештарска храна. Мирабела може би повеќе осака нејзиниот вештарски дел, но сепак самовилската храна победува. Вештарската храна е навистина многу грозна. Се што имаше за јадење е само супа од лилјаци. Но одваја изгледа Мирабела. Но исто така каснала на училиште бидејќи не можела да ја најде нејзината метла. Брат ти бидејќи за малце ке закасна, мајка ја кажа да провери надвор дека може би ја заборавила претходниот ден. Мирабела ја наоѓа нејзината метла фрлена на мократа трева. Се разбира и метлата беше многу мокра. Како Мирабела гледа метлата, не верува дека ќе успее со нејзе да отиде до училиште, па ја моли мајка да ја земе нејзината многу скапа метла. Но мајка никогаш не ја дава нејзината метла на никој. Па Мирабела мораше да оди со мокра метла до училиште. Метлата сакаше да ја врати, па почнува цело време да застанува и да се врти на чуден начин. Во еден момент метлата падна во еден вир. Се разбира и Мирабела падна со нејзе. Мира беше уште помокра од метлата, па бидејќи метлата не работеше, мораше пешки да оди до училиште. Кога стигнала таму, вида нејзината наставничка, госпогица Караконџела. Но дури наставничката не можеше да воздржи, бидејќи била премногу мокра. Почнала да се смее толку силно што за малце ќе паднеше. И кажа да оди да види, да најде нешто кај изгубените работи. Мирабела изгледаше многу смешно во тој изглед. И насам да ви кажам, најинтересниот дел од книгата ми беше дека Мирабела на училиште научи да прави една напивка. И кога се врати дома, сакаше напивката да ја проба на нејзиниот брат. Но место брати да го удри, го промаши брати и го удри таткој. Таткој стана самовилска жаба. Мирабела била многу тажна. Но, доколку сакате да знаете кои се лоши работи се случиле на Мирабела, дали крајот на оваа приказна е добар, ќе откриете само доколку ја прочитате книгата Мирабела има лош ден.